Наш соговорник денеска е Дехран Хајдер од дописната библијска школа, која деновиве во Кавадарци организира серија на предавања. Така. Која е вашата цел? За зошто сте овде? Нешто за предавањата? Најпрво да ве поздравам сите вас и благодарам на поканата. Како што спомнавте, значи во самиот увод, мојата посета, значи цел тука имаме значи една серија на библиски предавања под наслов "Вреди ли да се биде добар?" Едно интересно прашање кое што верувам ќе го интересира секој човек што живее. Ние сакаме од библиска гледна точка, значи, да одговориме на ова прашање. Дали денеска, во светот каде што постојат неволи, проблеми и страдања со кои се соочуваме, вреди ли се уште да се биде добар? Која е целата на овие предавања? Јас сакам најнапред да ги поздравам сите, значи, граѓани што живеат тука, значи, во Кавадарци, и би сакал да бидат присутни, значи, на овие предавања, чија што цел е да од библиска гледна точка да се опише ова проблематика, ова прашање што го поставивме. Всушност, ние ќе го третираме прашањето помеѓу доброто и злото, од неговиот почеток па до крај. И преку овие 8 предавања што ќе ги имаме во Домот на културата, ние ќе се потрудиме да одговориме од каде злото, од каде страдањата, од каде неволите. Дали во такви ситуации денеска ние можеме да бидеме добри. Ќе се потрудиме на основа на Библијата да одговориме на тие прашања. Која е целната група? Која очекувате да дојдат? Па вака, страдањата и неволите ги погодуваат сите луѓе. Нема човек на земјата кој што не се наоѓа во некои такви ситуации. Порано или подоцна, секој од нас се соочува со некои неволи во животот. Може да изгубивме некој што не е мил и драг. Може би сега не се случува такви работи, или може би понатаму ќе се случуваат. Така да бидејќи овие прашања се однесуваат за секого, сите се поканети да дојдат. Затоа што секој, верувам, ќе најде одговор на своите поставени прашања. Така да повикани сите да дојдат и да ги слушат овие предавања. Значи, овие предавања, всушност, ако можам така да се изразам, се една врста серијски филм во 8 продолженија. И секој положение е поврзано со претходното. Така да, значи, една целина се сити. Обработуваат еден предмет. Па затоа еве збор два за секој би сакал накратко да кажам. Првото ќе стане збор, значи, од каде злото и неговото потекло, генезата на самото зло и страдањата што се случуваат на земјата. Значи, понатаму Значи, тоа е во сабота. Тоа ќе биде во сабота, значи на 19 во 18 часот, тоа е првото предавање. Второто, значи, предавање продолжува од првото, зборува како ние што живееме тука на земјата, значи, не погодува сето тоа. Значи, како настапи првиот грев, првото зло, првото страдање, како тоа се продолжило понатаму и како ние денеска сме сведоци за сето тоа. Понатаму една многу, тоа е во недела ќе биде. Во понеделник, значи следниот ден, многу интересно и важно проучување. Ќе се запознаеме со двете страни вклучени во овој конфликт. Значи, Библијата ова тематика ја нарекува големата борба помеѓу доброто и злото. И во таа голема борба се присутни две страни. Страната на доброто и страната на злото. Ево понеделник ќе бидат опфатени овие две страни. Ќе ја представиме и едната и другата и нивната тактика на војување. Како се војува. Во четвртото предавање, значи во вторник, 18 часот, ќе стане збор околу што се води таа борба. Значи, што е основата, околу што се води таа борба? Што е целта на таа борба? Во петото предавање, значи во среда, во 18 часот, преку еден старозаветен библиски пример, ќе стане збор за тоа како страдањата се наше секојдневие, како тие доаѓаат во нашиот живот, кој стои позади нив и како се однесуваме, како треба да се однесуваме во тие прилики во животот. Многу важно прашање. Понатаму, во четврток, во 18 часот, ќе стане збор за нашиот Спасител Исус Христос, кој што живеел на земјата, носи насловот предавањето што значи да се биде христијанин, да го следиш Исуса Христа, но и во страдањата. Ако некој највеќе страдал на планетата Земја, тоа бил Исус Христос. Ево тоа предавање ќе го анализираме неговиот живот кроз таа призма на страдање што нема му се случило. Во предпоследното предавање, во петокот, ќе зборуваме како таа борба помеѓу доброто и злото ќе заврши. Радосна вест е дека има крај на тоа зло. Ќе видиме што иднината ни носи како, значи, наслов на ова предавање. И во последното предавање, значи 8, на другата сабота таму, значи на 26 февруари, темата гласи на која страна ќе се најдеш. На која страна ќе се приклонуваме. Дали ние сакали или не, се наоѓаме во самиот центар на таа борба.
И ние завземаме или едно или друго место. Ова предавање ќе ни помогне да разбереме која страна ќе избираме. Дали ќе бидеме на едната или на другата страна. Значи од 18 часот ќе бидат предавањата. Па кој сака нека. Да, кој сака, повелете, дојдете. Благодариме многу.